честа денес да се обратам тука пред сите вас и ќе се обидам преку мојата тема да ги посочам поентите во однос на инклузијата во пракса, а тоа е поддршка на учениците со аутизам во основното образование, врз основа на моето, да речам, 15 годишно искуство во областа на инклузивното образование. Секогаш кога ќе ни дојде на ум зборот инклузија, се прашуваме што тоа значи. Има многу бројни дефиниции во однос на тоа што е инклузијата. Меѓутоа, она што главно што треба да се разликува е дека инклузијата не значи само физичко присуство на детето со повреđеност во ученицата. Ако треба да ја дефинирам инклузијата, јас би се обидала да ги поставиме неколку принципи, а тоа е пристапот, учеството и постигањето. Да речам, овие се главни три принципи кои што треба да не водат сите нас во обезбедување на инклузивна средина за сите ученици. Освен пристап, учество и постигања, потребно е да им понудиме поддршка од секаков тип. Дали тоа е образовна, психолошка, педагошка и така натаму. Но најважниот принцип е принципот на прифаќање. Доколку наидеме на доколку наидеме на проблем на прифаќањето на овие деца во училиштата, тогаш навистина имаме голема препрека. Од 2019 па наваму, значи согласно измените во Законот за основно образование се поставија постулатите, да речам, на инклузивното образование, иако почетоците воглавно се датираат уште од 2008, кога тогашното министерство има пилотирано за овој процес. Меѓутоа, главните системот на инклузивното образование се воспоставуваат токму во 2019 година, кога се вносат измените во Законот за основно, но и сите подзаконски акти кои што го регулираат инклузивното образование. Согласно согласно донесувањето на законот и подзаконските акти, забележуваме пораст на учениците во редовното образование. И тоа, да речеме, ако во септември 2023 сме имали 1,2% од скупниот број на ученици и ученици со повреđеност, во септември 2024 тој процент е 1,3%. Што значи дека до одредена мера овој систем довел до поголемо вклучување на учениците со повреđеност во основното образование. И сега, за да можеме да одговориме на потребите на сите ученици со повреđeност, мора да правиме значителни прилагодувања на целокупната средина. Меѓутоа, не постои универзално прилагодување за одредена категорија на ученици, затоа што всушност тоа и не е возможно. Она што треба да не води во поставувањето на инклузивната средина е тоа да тргаме од потребите на секој дете индивидуално. Знаеме дека учениците со аутизам воглавно сите се соочуваат со сензорна пречувствителност, со потешкоти во говор, социализација, милите рутини, но и исто така недостаток од разбирањето на околината во која што се наоѓа ученикот. Затоа, за овие ученици со аутизам, но и за сите останати потребни се индивидуални прилагодувања, односно пресакнување на нивните потреби во училницата. Може наредно слободно. Која е улогата на училиштето? Улогата на училиштето е, да речеме, најголема. Меѓутоа, јас централно тука би го ставила наставникот, односно наставникот на паралелката во која што е ученикот со аутизам, па и со други повреđeности. Зошто? Затоа што таа е првиот мост на прифаќање прво на детето, а потоа и на прилагодување на целокупната средина. Зборуваме од простор, од време, од образовни материјали и така натаму. Меѓутоа, освен наставникот, тука не се инклузивните тимови, кои што во Законот за основно се дефинирани како инклузивен училишен инклузивен тим и инклузивен тим за ученик, чија што улога е убаво дефинирана, но она што е важно во инклузијата е дека соработката е клучна. Доколку нема соработка помеѓу членовите на тимовите и воопшто тимовите со надворешните членители, тогаш не може да очекуваме дека ќе имаме успешна инклузија.
Особено за децата со аутизам е важно да направиме одредени прилагодувања. Видовме со кои предизвици најчесто се соочуваат во училницата. Меѓутоа, мора да направиме визуализација на нештата, мора да го прилагодиме просторот, мора да направиме посебна програма која што може да биде индивидуален образовен план или модифицирана програма во зависност од неговите потенцијали. И исто така, многу важна поддршка која што училиштето треба да го обезбеди покрај се друго е и образовната асистенција, нели, доколку затоа има препорака од соодветната служба. Во моментот можам да кажам дека во државава имаме вкупно 1186 образовни асистенти кои што даваат поддршка на преку 1500 ученици со попреченост. Она што научив низ овие 15 години и како практичар, меѓутоа и како некој сега што е од другата страна, е дека без емпатија, без разбирање на проблемот не може да има успех. Она што е многу важно во училиштата е таа врсничка поддршка да се нагласува. И често пати, нели, кога сме прашувани од страна на училиштата за одредени проблеми, токму тоа и го потенцираме. Мора овие деца, особено децата со аутизам, да се вклучуваат во сите училишни и во наставни активности заедно со другите ученици. Заради тоа што таа, да речам, карактеристика што ги окарактеризирува сите во однос на социјална исклученост и или намалена комуникација и интеракција, на некој начин да се потикне. Меѓутоа тоа се прави повторно, ќе речам, со соработка во училиштата, но и со така наречените групни игри или други активности. Во однос на, може следно, бидејќи 5 минути има време, затоа се обидов преку главни поенти да ја оплемениме и овој денес настан. Она што е важно е да разбираме дека не постои совршено општество кое што има совршен инклузивен систем. Ние сме ги поставиле постулатите, меѓутоа инклузијата е процес. Не можеме од ниту една земја да речеме дека таа земја е најдобра и сега ние ќе го преземеме системот, од причина што треба да се прилагоди тој систем, треба да се прилагоди на нашиот ментален склоп, на нашите разбирања и верувајте, тоа низ годините одеше многу тешко. Но она што е сигурно и за пофалба е дека, можам лично тоа да го истојам за тоа, е дека се отворија вратите на училиштата. Сега немаме проблем со прифаќање на децата со повреđeност. Имаме проблем како да им помогнеме, на кој начин да им помогнеме, како да се справиме со нивното однесување, а особено со нивното предизвикувачко однесување. Тоа се нешто на кој што сега понатаму треба да се работи. Дали да се работи на измена на подзаконски акти, на правилници или нешто друго да се смисли во државава, тоа е дополнителна дискусија. Меѓутоа, можам слободно да кажам дека сме дошле на еден чекор понапред во однос на ставовите и сваќањата од пред 5-6 години. Повторно ја спомнувам соработката, затоа што е неминовна и од искуствено тоа го кажувам, бидејќи ако немате соработка со стручњак, родител, образовен асистент, дете, верувајте дека успехот може би ќе биде, меѓутоа нема да биде во целост да ги исполни потенцијалите на детето. И за мене синоним за инклузивно образование е квалитетно образование. Ви благодарам, се надевам долови поенти.